Почитувани новинари, добар ден. Денешниот прес го посветуваме на мигрантите, бегалците и странците, односно на стратегијата која што во тој контекст се донесува. Власта креира хаос и неизвестност. Во налетот на брзоплети реформи за живот, неспособната влада на премиерот Заев ја предложи и стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година, како и акциониот план. Деновиве, странските и домашните медиуми јавуваат за одлуката на Европската Унија да ги врати мигрантите назад во земјата на прв влез. Би сакале јавно да ја прашаме министерката Царовска и премиерот Заев дали имаат сознанија колку бегалци ќе се вратат назад преку нашата држава и дали Република Македонија е подготвена за тој процес. Почитувани новинари, досега министерката не се одважи да ја погледне во очи на јавноста и да ја образложи нацрт стратегијата, како и да одговори на прашањата како државата ќе вработува бегалци и странци кога се уште 218.000 граѓани, внимавајте, 218.000 граѓани на Република Македонија бараат работа. Да не бидеме разбрани погрешно, да не бидеме обвинати за ксенофобија, би сакале да нагласиме дека ние, како ВМРО ДПМН, искрено сочувствуваме со болката на бегалците кои бегаат од воените жаришта, но должни сме да нагласиме дека Република Македонија едноставно нема ресурси за нивно трајно згрижување. Јавноста очекува одговори и има право да знае ако стратегијата и акциониот план се необврзен патоказ, како што изјави министерката Царовска, зошто тогаш во овие документи, а тоа се стратегијата и акциониот план, зошто се предвидуваат следниве работи. Цитирам: да се зголеми обемот на социјални станови достапни за сместување на бегалците, да се подготват наставни програми за интеграција на бегалците или курсеви за ориентација кои вклучуваат информации за социјалниот, културниот живот, за историјата како и за политичкиот систем во Македонија. Со цел зголемена вработливост на бегалците, односно обезбедување на работа, потребно е согласно ова стратегија и согласно овој акционен план да се подготви и образовен модул, односно да се одржуваат часови кои што ќе бидат прилагодени за странците. Исто така, акциониот план предвидува, цитирам, да се обезбеди формална рамка за протоколот за признавање на универзитетските дипломи и признавање на научните квалификации на бегалците и странците. Се разбира, ако овој акт е привремен, тогаш не би требало да има вакви мерки кои што трајно ги решаваат овие прашања, а помагаат бегалците да бидат вработени во нашата држава, во која што нагласуваме невработеноста достигнува рекордни 218.000 граѓани, односно 22,9%. Да се овозможи одобрен пристап за стекнување државјанство на лицата под субсидијарна заштита и признат статус на бегалец. Значи, ова се мерките кои што предвидуваат олеснување за стекнување на државјанство на Република Македонија за бегалците и странците согласно оваа нацрт стратегија. Покрај овие, почитувани новинари, предвидени се и многу други мерки со прецизни рокови, обврски, задолженија на институции во владата кои што ќе бидат задолжени за реализација. Од тука, јавно прашуваме, што е привремено во овие документи, ако трајно се регулира статусот на бегалците и на странците. Ставот на ВМРО ДПМН е дека ние сочувствуваме со болката на бегалците кои бегаат од воените жаришта, но приоритет на било која влада, вклучително и на оваа, мора и треба да бидат граѓаните на Република Македонија, а политичарите треба да се стават во служба и во интерес на сопствените граѓани. Нагласуваме дека Република Македонија, согласно своите ресурси, може да биде единствено транзитна земја, а не земја за траен предстој каде бегалците, мигрантите, странците би се населувале, би се вработувале, би добивале државјанства, станови, едукација и други поволности. Од тука,
со ниво на невработеност од 22,9%. Да се прифати трајно населување на десетици или пак на стотици илјади мигранти би било сериозен удар на сите досегашни напори за економска стабилност и намалување на невработеноста на граѓаните на Република Македонија, а самите бегалци, странци, мигранти ќе имаат сериозни потешкоти во добивањето на работа и во самата екзистенција во земја со двоцифрена стапка на невработеност. Почитувани новинари, нагласуваме дека со евентуалното усвојување на нацрт стратегијата, како и со поволностите кои таа ги нуди за бегалците трајно да се населат во нашата држава, како што рековме да добијат државјанства, домување, едукација, се доведува во опасност целокупната демографска, безбедносна, здравствена и економска состојба на нашата држава. Ви благодарам за вниманието.